Иванов е на далечинско управување и он може сите овие форми на најголеми компрометирачки гестови да ги направи без пардон во име на власта. Веројатно и тој делумно верува во тоа. Не е проблемот што он не верува во тоа. Он верува во таа приказна за авторитарноста на системот, така што него не му е тоа тешко да го прави, да се само понижува. Се би направил веројатно и во таа смисла што него ќе му кажат, има еден дел оригинални глупости што ги прави, што не му ги рекле, а он се надминува себе си. Од целата приказна околу разумен компромис, околу односот кон медиумите. Например, гледайте. Тоа е разумен компромис. Не можам да ви објаснувам. Сватете го. Тоа значи дека треба да го смениме ние името? А веројатно како новинар треба да знаете за што станува збор во преговорите. Ја не можам да ви објаснувам сега. А може ли да го демистифицирате изразот разумен компромис што постојано го користите како начин на решавање на проблемот со Грција? Разумен компромис е разумен компромис. Што значи разумен компромис? Тоа е разумен компромис. Не можам да ви објаснувам. Он е најслаб во тој однос со новинар. Него новинар кој ќе му се појави, он одма искача се држи за некаква анегдота и во принцип таа идиотска. Ние им велиме не. Имате вие членка на Унијата што има проблем. Ние немаме проблем, ние знаеме кои сме, ние знаеме што сме. Еве, гледате сега и 129-та земја кралството Сирија не призна. Например, тоа беше примерот кога Ширак беше претседател на Америка, тој дојде на таа функција од градоначалник на Париз. Има еден дел оригинални глупости што ги прави, што не му ги рекле, а он се надминува себе си. Се сретнав утре со потпредседател Бајден, а со председател Обама си се поздравивме, намигнувајќи бидејќи бевме на најблиската маса до него и така што се поздравивме. Се држи за некаква анегдота и во принцип таа идиотска. Например, гледайте, он ги држал, сега тоа е трагедија малку и на опозицијата, он ги држал часовите, летните школи за СДСМ, како, ми кажува дел од нив, како они да се однесуваат во контакт со медиумите. Ако новинар случајно ти упад, да ти искочи вака пред тебе, како да не се збуниш, да му одговориш. Таков тренинг, он им држал на СДСМ во Охрид. Он е најслаб во тој однос со новинар. Него новинар кој ќе му се појави, он одма искача се држи за некаква анегдота и во принцип таа идиотска. Значи, гледате, тој систем е кај него има корени. Она загледаност во дупката од паљурци, тоа е една метафора на замислениот лидер, она роденовска слика на замисленост, тоа е Иванов загледан во дупката од паљурци. Тоа е сликата која за него ќе остане. Према тоа, сите тоа се гестови на една кловновска структура, зад која има само еден лидер, а тоа е лидерот на партијата на власт. За жал, тој е автократот од класичен тип. Успева и Валандово. Веќе странска фирма доби концесија да отвори рудник за злато. Замисле, повторно злато ќе се вади во Валандово. Злато, бакар, сребро. Како деца знаете како го наоѓавме златото Анска река. Уште свети водата од тоа злато од нашите предци што го наоѓале. Ќе се отварат рудници во Македонија. Ќе се отварат во Валандово. Се држи за некаква анегдота и во принцип таа идиотска.